Некои би рекле со свој камен по глава, а други дека во бизнисот нема пардон. Без разлика дали и едните и другите се во право, автомобилската индустрија е во проблеми заради недостаток на чипови. Нивните далекоисточни производители тврдат дека до тоа е дојдено по ланското затворање на автофабриките, заради што морале да го пренаменат производството и да побараат нови клиенти. Но големите автомобилски концерни не мислат така, туку дека во прашање е недостаток на репроматеријали за нивно производство затоа што азијците откажале набавка на поголеми количини. Тие додаваат дека производителите на чипови едноставно не предвиделе дека пандемијата толку ќе зголеми побарувачката за куќна електроника, најмногу телевизори, конзоли за играње и компјутери. Како и да е, не поминува ни една недела да не стигне некоја вест за прекинување на производството на автомобили во траење од неколку дена до цел месец заради оваа причина. Тоа во моментов многу им пречи на производителите на автомобили, бидејќи ќе го загрози заздравувањето од корона кризата која тргна со засилено темпо. Им пречи и на нивните добавувачи, бидејќи сите работат според принципот just in time, според кој испораката на делови и компоненти се врши токму во моментот кога тие треба да се монтираат на возилота. Заради тоа многу работници се праќаат на принуден одмор, за кој се очекува државата да им обезбеди плати за тој период. Така, сето ова добива една друга димензија во која додека бизнисмените се обидуваат да ја надминат кризата, политичарите смируваат дека таа нема да трае подолго од неколку месеци. А ако пак потрае, велат дека ќе покренат иницијатива самите автокомпании да започнат со изградба на сопствени производствени капацитети за чипови за да си го осигураат технолошкиот суверенитет. Епа, не ќе ме со среќа.